Според најновите податоци од Државната изборна комисија, потврдени се вкупно 303 листи за градоначалници и 558 листи за членови на советите на општините и Советот на град Скопје, во општините Куманово, Аеродром, Карпош и во град Скопје. 8 кандидатски листи за градоначалници и 20 листи за советници се уште се во фаза на отстранување на неправилности по насоки добиени од општинските изборни комисии. ДИК информира дека досега се отфрлени 5 кандидатски листи за градоначалници, по една во општините Бутел, Центар, Куманово, Аеродром и град Скопје. Ждрепката за редоследот на листите ќе се одржи на 25 септември 2025 година. Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје и Обединетите нации потпишаа заедничка декларација за намера со цел да ја прошират соработката во поддршка на реализацијата на целите за одржлив развој до 2030 година и националната стратегија за развој. Ректорката професор доктор Билјана Ангелова изјави дека декларацијата ќе ја зајакне научната соработка, ќе поттикне иновации и ќе овозможи студентски ангажман со конкретни општествени придобивки. Резидентниот координатор на Обединетите нации, доктор Рита Колумбија, нагласи дека Академијата има клучна улога во унапредување на одржливиот развој преку заеднички иницијативи. Соработката ќе се спроведува преку истражувања, промоција на национална експертиза, јавни кампањи, академски дебати и студентски практики, со цел изградба на подржливо и инклузивно општество. Председателот на Србија, Александар Вучик, пристигна во Њујорк каде ќе учествува на 80-тото заседание на Генералното собрание на Обединетите нации, заедно со над 150 светски лидери. Неговиот говор е закажан за среда, 24 септември 2025 година. Вучик ќе оствари билатерални средби со високи представници, вклучувајќи го американскиот државен секретар Марко Рубио и председателот на Европскиот совет, Антонио Коста. Тој најави дека ќе разговара и со 22 други шефови на држави и премиери, вклучувајќи и африкански лидери, со надеж за позитивен развој во однос на непризнавањето на Косово, како дел од делегацијата и министерот за надворешни работи, Марко Ѓурик, кој ќе учествува на билатерални и мултилатерални состаноци со представници на земји членки на Обединетите нации. Премиерите на Луксембург, Малта и Монаако официјално ја признаа државата Палестина за време на 80-тото заседание на Генералното собрание на Обединетите нации. Признанието беше представено како заложба за мир, коегзистенција и поддршка на решението со две држави. Премиерот на Луксембург, Лук Фриден, истакна дека оваа одлука не е насочена против Израел, туку представува морална и политичка посветеност кон праведен и траен мир. Според него, ова признание е символ на надеж, дипломатски напори и поддршка за правото на палестинците на држава. Американскиот председател Доналд Трамп ја прогласи Антифа за домашна терористичка организација. Откако Белата куќа издаде извршна наредба со која се образложува дека движењето има милитаристички и анархистички карактер и повикува на насилно уривање на институциите во САД. Овој потек уследи 2 недели по убиството на Чарли Кирк, доверлив човек на Трамп и десничарски активист, што дополнително ги засили политичките тензии. Иако во наредбата не се споменува директно смртта на Кирк, Трамп остро ја осуди радикалната левица и ги обвини за ширење на насилство. И покрај класификацијата, Антифа нема национална организацијска структура, туку се состои од независни групи и поединци, што го отежнува спроведувањето на истрагите. Во минатото FBI изјави дека Антифа е идеологија, а не група. Слична е и проценката на германските власти, кои Антифа ја третираат како неформална мрежа од локални иницијативи. До среда во земјава ќе преовладува претежно сончево и топло време. Од четврток попладне следува период на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Според најавите, во петок се очекува да дува умерен до засилен јужен ветер, а врнежите на места ќе бидат проследени со грмежи. Дневната температура ќе започне да опаѓа, особено за време на викендот.